Драстично поскапиот меѓуградски превоз стана проблем за илјадници граѓани кои од соседните градови Тетово, Куманово, Велес и Свети Николе патуваат во Скопје на работа. Сега уште поголем дел од нивната плата ќе оди за превозот, па во прашање се доведува исплатливоста на секојдневното патување до главниот град. Цените на билетите варираат во зависност од превозниците. Зголемување на износите за автобуски билети има и до 50%. Не е многу, него повеќе. Више него што треба се поскапија. Како е стандардот тука во Македонија, тоа е превише. Поскап бензин, поскап дизел, поскап превоз. Има многу шида со автобус. Шида сабале 7 сати. Меѓутоа нема редовно автобуси и иде со комбиња тие што са минибус и ви кажува се вика многу им е скапо. Колку е точно не знам. Се жале, они многу не можеме да стигнеме на време, не можеме. Тоа е работа. Многу е скапо. Има многу ептен. Па син ми донекна патуеше и зеде стан таму ради трошкови, патарина, гориво. Многу е. Превозот кој може да издржи тоа? Не знам сега колку е картам, сигурно 200 динар у еден правец, 2 правца 400 динар. Ја овде сум на работа, па не можем да излезем на крај. Не уште у Скопје да идем подалеку. Граѓаните алармираат дека државата мора да најде начин да ги подобри состојбите и во оваа област. Особено ова е важно за регуларните превозници кои повторуваат дека превозот без лиценција е поевтин, па гориваат нивниот пазар со ниски цени и намалуваат број на патници кај автобуските транспортери, кои пак поради недоволно луѓе не можат да понудат по конкурентни износи на билети. Тука треба влада да презема нешто за да биде подобро на граѓаните. Зашто ми сме граѓани на Македонија. Ако сме граѓани на Македонија, она треба да учинат нешто за нас, а не само да земат пари од нас. Пуштени смо сами на себе. Снаоѓај се и живи. Луѓите крај со крај да ја свржуваат. Нема, неиздржливо е ова. Ето кај ќе иде ваке, не знаеме. Пред пандемијата од Тетово до Скопје се патуваше со 110 денари за еден ден во еден правец. Сега е 200 денари. Слични се и цените во другите градови.